Дивите сметководители на големо им го јадат лебот на лиценцираните, се жалат од комората на сметководители. Вела дека државата годишно губи по 100 милиони евра и тоа поради нелојална конкуренција во секторот. Се пожалија и дека државата не водела никаква сметка од каде ги прима извештаите, кои честопати ги подготвуваат дивите сметководители. Бараат подитно да се елиминира нелојалната конкуренција, со што само легалните ќе имаат право да доставуваат извештаи до институциите. Државата не знам и колку има релевантни податоци во делот на тие поднесени извештаи, затоа што ги поднесуваат нестручни лица. Јас во неколку наврати со представниците на Министерство за финансии кажав дека ради овој проблем и проблемот ради неедуциран кадар кај на сметковителите, државата годишно губи 100 милиони евра. Одговорно ви го тврдам. Сметководителите велат дека мора да се стави ред во професијата, односно да се подигне квалитетот во подготовка на извештаите и да се стопира дивите сметководители да поднесуваат извештаи. Апелираат и дека е неопходно да се подигне интересот кај младите сметководители, зашто за десетина години државата ќе се соочи со недостиг на кадар. Сметководството е нервниот систем на една економија. Не е возможно, нереално ми е како се цело време она што го зборуваме, не стасува до ушите на оние кои треба да реагираат во однос на оваа ситуација или не сакаат да го чујат. Сметководителите велат дека потребно е да се намали нелојалната конкуренција и сивата економија во секторот, како и да се зајакне интересот кај младите за проучување на сметководствената професија, зашто како таква била неправедно ставена на маргините.